Време е за најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија, светот и спортот. Она што овој ден го одбележува, ќе погледнеме од најавите што следуваат. Земјоделците од Свети Николско на предупредувачки протест. Премиерот Заев најави дека законот за јазици ќе биде донесен пред локалните избори. Крводарителска акција во рамки на активностите за одбележување 25 години од формирањето на РМ. Земјоделците од Свети Николско денеска со предупредувачки протест. Ако Министерството за земјоделство до 21 месецов не одговори на барањата на земјоделците, тие се закануваат дека ден потоа ќе ги блокираат магистралните и регионалните патишта. Колешката Дијана Иванова со деталите. Земјоделската мака е голема, трудот не ни е вреднуван. Произведуваме леп, а без пари за леп сме. Велат земјоделците од Свети Николско кои денеска испаднаа на мирен протест. Велат и по еден месец откако доставивме барања до Министерството за земјоделство. Одговор нема. Сакаме да ги опоменеме горе Министерството за земјоделие, оти ние ги имамо некои наши барања дадено пред месеци нешто дена, а досега никако одговор да добиеме, да ти кажам. Отидеме тамо министерот си имал на меѓународни средби, дојде 5 минути и си оде. Ние и сме засегнати големи од суша, од мразеви, од ред други работи. Тракторите наместо на нива ќе завршат на магистралните и регионалните патишта како блокада, доколку ресорното министерство до 21 овој месец не одговори на барањата кои денеска земјоделците ги повторија. Целосна исплата на субвенциите за 2016 година. До 21. Ако не добиеме одговор, значи, второто да биде ослободување од концесијата. Од што да го платиме, немаме продадено, не може ни да продаме и нема да се продаде, а нас не купува никој. Нема производство и за тоа не бива. Државата итно да интервира на ветените мерки кои ги обеќаа. Меѓутоа до сега тоа ништо нема ни дојдено, ни донесено, ни чуено, ништо, дури и нашиот слух не се слуша. Ветуваме од 21. во колку не ни дадат одговор. Или да пратат од кабинетот на министерот, барам и самиот министер да биде присуден на состанок тука, да ни каже. Ние настапуваме со други мерки. Тракторите нема да се наоѓат во блокишта, но ќе се блокира цела Македонија. Земјоделците се жалат и на превисоките цени за книговодствени услуги. Илчо Раде вели дека 13% од минатогодишниот нето приход тој сега треба да го дава на книговодителот, кој според Радев месечно за неговата фирма има работа од неколку часа. Проблем е околу книговодството. Книговодството мене од сега од 1 јули до 1 јули беше 1000 месечно, сега ми е 5000. По која основа кој го тоа донесе од 150.000 заработка, ја да дам 5000 месечно. 1000 евра само од мене за книговодство. Тоа испаѓа негде у проценти околу 13% од мојот чисто нето приход за книговодител. Делумната исплата на субвенциите земјоделците велат дека дополнително го зголемува нивниот револт. Бараат брза исплата и поголема заштита од ресорното министерство. Македонските граѓани револтирани од фактот што не ја знаат содржината на договорот за добрососедство со Бугарија, кој периодов ја бранува јавноста. Премиерот Заев зад затворени врати вчера го презентираше пред пратениците, но официјалните влади се уште преговараат околу датумот кога ќе биде потпишан. Колешката Дијана Ристова од регионалната телеканал А1 телевизија со повеќе детали. Договорот за добрососедство со Бугарија ги изреволтира македонските граѓани, бидејќи, како што велат, не знаат што содржи. Според нив јавноста има право да знае повеќе за ваков вид на договори, а со оглед на тоа што нема никакви официјални податоци, голем дел од нив се со негативен став. Велат дека вакво нешто би било штетно за државата и би можело да го загрози нашиот идентитет. Окупатор. Со германските нацистски снаги. Била окупатор? Окупатор јас знам. Како што се слушам од стајарта.
Тие се знае дека се биле окупатори и тука нема дискусија. Дали Македонија и Бугарија имат заедничка историја? Заедничку исторiju? Ne. Чий празник е Илинден? Илинден е наш празник, не е на бугари. Илинденското восстание е македонски празник. Дали тие имали улога на ослободители или окупатори во Македонија? Во Втората светска војна. Прво беа на страната на Германија. Во вториот дел, од 44-45 беа против Германија. Вчера Заев го презентираше нацрт договорот пред пратениците на седницата на Комисијата за надворешна политика затворена за јавноста, со образложение дека во оваа фаза договорот е класифициран и може да претрпи одредени измени. Договорот е добар за националните интереси на Република Македонија. Од држава со проблеми, стануваме држава што ги решава проблемите. Ја зајакнуваме нашата позиција во регионот и во меѓународните односи. Со договорот, владата на Република Македонија уште еднаш ја афирмира посебноста на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Во договорот нема дилеми дека се работи за две држави, два народи и два јазици. Со договорот се отварат нови перспективи на соработка со соседите и за образување на процесот на интеграција во Европската Унија и НАТО. Со потпишување на договорот, ние стануваме пример за соработка во Југоисточна Европа. Ретки се државите во регионот кои отворените прашања ги решаваат по сопствена волја, взаемно, ако има искрена волја и од другата страна, а при тоа не се за тоа потребни некои така наречени политички ташкаши кои што доаѓаат од меѓународни организации. Од ВМРО ДПМНЕ пак беа презентирани 5 забелешки во однос на договорот по одржаната затворена седница. Сметаат дека е потребно негово подобрување во интерес на Македонија и доколку тоа се случи и тие ќе го поддржат. Дали македонскиот народ, како конститутивен народ во Република Македонија, ќе биде споменат или нема да биде споменат во договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија. Второ, дали македонскиот јазик во овој билатерален договор помеѓу Софија и Скопје ќе биде споменат дека постои само заради постоењето на Уставот на Република Македонија или фразата за употребата на македонскиот јазик ќе биде таква дека македонскиот јазик има своја посебност независно од Уставот на Република Македонија. Третата забелешка беше дали господинот Заев е спремен да подпише билатерален договор кој што содржи најмалку еден член, кој што ние сметаме дека не е во согласност со членот 49 од Уставот на Република Македонија, кој што ја предвидува уставната обврска на државата да се грижи за македонците надвор од државата. Четвртата забелешка се однесуваше на фразата заедничка историја, каде што пратениците од Коалицијата за подобра Македонија сметаат дека би било многу подобро да има една поширока фраза каде што ќе бидат истакнати и делот на заедничката и делот на посебните истории. Се предвидуваат многу повеќе права за Република Бугарија како страна во овој договор, а многу повеќе ограничувања, рестрикции и обврски за Република Македонија како страна во овој договор. Македонија и Бугарија се уште преговараат и околу датум кога ќе биде потпишан договорот, иако неофицијално се очекува тоа да се случи на 1 август. Договорот за добрососедство ќе стане полноважен откако ќе биде ратификуван и во бугарското и во македонското собрание. За денес најавеното уништување на бомбата во Штип, стара повеќе од 70 години, тешка над 100 килограми, е одложена. Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за одбрана и разгледуваат опцијата на место уништување на бомбата на местото каде е најдена во индустриската зона во Штип. Истата да се дислоцира на некој од војните полигони во регионот, најверојатно на Криволак, и таму да се уништи. Колешката Славица Величковска од регионалната телевизија Канал Плюс со повеќе детали.
За денес најавеното уништување на бомбата во Штип, стара повеќе од 70 години и тешка над 100 килограми, е одложено. Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за одбрана ја разгледуваат опцијата наместо уништување на бомбата на местото каде е најдена во индустриската зона на Штип, истата да се дислоцира на некој од воените полигони во регионот, најверојатно на Криволак, и таму да се уништи. Одлуката ќе биде донесена после проценка на ризиците и потребата од евакуација на околу 5000 луѓе кои живеат или работат во објекти во радиус од 1,5 километар од местото каде сега е бомбата. Експлозивното тело е во непосредна близина на производствен капацитет на компанијата Актива, од каде писмено побарале од Министерството за одбрана и Дирекцијата за заштита и спасување бомбата да се дислоцира заради големата веројатност од штети врз софистицираните машини во фабриката, доколку уништувањето на бомбата се врши на лице место. Во прилог на одлуката за дислокација на бомбата оди и потенцијалната опасност по многобројните објекти во радиус од 1,5 километар, колку се цени дека е опасноста најизразена. Од овие причини дислокација на неексплодираната бомба на локација безбедна за населението веројатно е опција која е поприфатлива за Центарот за управување со кризи, за секторот за внатрешни работи, како и за стручниот тим на армијата на Република Македонија, надлежен за уништување на бомбата, која во индустриската зона на Штип лежи од Втората светска војна. Бомбата во Штип беше пронајдена при вршење на градежни зафати пред околу 20 на дена. Проектилот е долг околу 1 метар, во него има 70 килограми експлозив. Се цени дека разурнувачка моќ има на 1, а ударна моќ на 3 километри. Заради безбедност на населението, локацијата каде сега е бомбата е под постојано обезбедување од полицијата, а во приправна состојба се општина Штип, клиничката болница, итната медицинска помош и противпожарната единица. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека нема опасност од само активирање на бомбата. Во текот на изминатите 6 месеци, територијалната противпожарна единица од Неготино бележи зголемен број на пожари за разлика од истиот период минатата година. Неготинските пожарникари интервенирале на вкупно 85 пожари, од кои 65 се на отворен простор, 19 пожари на куќи, оџаци и запалени континери. Мартина Митков со деталите. Опасноста од појава на пожари значително е зголемена во текот на летниот период. Сепак, човекот останува главниот фактор кој го причинува ширењето на пламените јазици. Надлежните во неколку наврати апелираа за поголемо внимание најмногу до земјоделците, кои ги палат своите стрништа, дека поради топлото време и појавата на ветер постои опасност за предизвикување поголеми штети. И годинава бројот на пожари преку лето е зголемен. Од територијалната противпожарна единица Неготино информираат дека во изминатите 6 месеци имало 85 пожари, а најголем дел од нив се пожари на отворено. Секогаш треба да се внимава при одање во шума, во поле, да се внимава да не се пали оган или да не се фрла од пушок од цигара во места каде што можат лесно да предизвикаат пожари. Додека во останатите делови во куќи и објекти, тоа се пожари, некои пожари од електрични инсталација, од куќни апарати и така натаму. Инаку, за да се намали можноста од појава на шумски пожари, и ова лето важи забраната за движење во шумски предели, при што секое движење треба претходно да биде најавено. Во спротивно следуваат казни. Повеќе од 250 крвни единици беа собрани на денешната крводарителска акција по повод 25 години од формирањето на армијата на Република Македонија. Припадници на армијата на Република Македонија доброволно даруваа крв во рамки на акцијата, што денеска е спроведува Арама во соработка со Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиона медицина. Се одржа во домот на Арама и е дел од планираните активности за одбележување на 25 години од формирањето на армијата на Република Македонија. Учесниците во денешната централна крводарителска акција беа посетени од страна на министерката за одбрана Радмила Шекеринска, началникот на генерал-штабот на Арама генерал подполковник Методија Величковски и првите луѓе на Црвениот крст на Република Македонија, господинот Саид Саити и на Институтот за трансфузиона медицина,
година Емилија Вилкова. Денешната крводарителска акција, на која се собраа повеќе од 250 крвни единици, ја потврдува хуманоста на припадниците на армијата на Република Македонија, кои секогаш се подготвени да пружат помош онаму каде за тоа има потреба. Секоја година просечно се организираат помеѓу 15 до 20 вакви акции, на кои учествуваат помеѓу 800 и 900 постојани крводарители. Од почетокот на оваа година, АРМ има спроведено 18 крводарителски акции, на кои се собрани 768 крвни единици. Продолжуваме понатаму со култура. Утре со почеток од 20 часот актерите од Велешкиот театар ќе настапат во официјалната програма на фестивалот Охридско лето со представата накомнена од Сашо Димовски во режија на Ненад Витанов и Васил Зафирчев. Актерите од Велешкиот театар утре ќе настапат во официјалната програма на фестивалот Охридско лето со представата Ана Комнена од Сашо Димовски во режија на Ненад Витанов и Васил Зафирчев. Ана Комнена е преизведба на истоимениот драмски текст на Сашо Димовски, второ рангиран на конкурсот за драмски текст за отварање на новата театарска зграда во Велес. Представата е последна, четврта премиера од минатогодишната програма на театарот, поддржана од Министерството за култура, со која Велешкиот театар ја отвори новата театарска сезона за 2017 година. Насловната улога во представата ја толкува актерката Кети Борисовска, а покрај неа во представата настапува речиси целиот ансамбл на театарот: Васил Зафирчев, Јордан Витанов, Весна Димитровска-Бобевски, Зорица Панчик, Жарко Спасовски, Александар Велјановски, Самуил Стојановски, Фајк Мафаиловски, Талија Настова, Маја Љутков, Александар Георгиев, Кирил Гравчев, Марија Стефановска, како и студентите од Факултетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, Даријан Петровски, Андреј Серафимовски и Румена Шопова. Сценографијата за представата е на Валентин Светозарев, костимографијата на Раде Василев, авторската музика на Сашко Костов, а видеодизајнот на Данчо Стевков. Представата ќе биде изведена во предворието на црквата Света Софија во Охрид со почеток во 20 часот. Премиерот Зоран Заев денеска потврди дека владата планира пред локалните избори да го поднесе предлог законот за употреба на јазиците во собранието со цел да се реши ова отворено прашање на ДУИ, БЕСА и ДПА. Ова е прашање и на СДСМ и на македонските граѓани. Тој истакна дека предлог измените се во процедура и во тек се консултација ќе биде донесен на отворена седница. Колешката Марија Спасова од регионалната телевизија од Штип со деталите, а веднаш потоа продолжуваме и со останатите информации од Македонија. Владата ќе го донесе законот за јазиците пред локалните избори. Истото нема да ги изгуби гласовите на граѓаните, ниту од македонската, ниту од албанската етничка заедница, изјави денеска премиерот Зоран Заев. Јас верувам дека една работа е сигурна, владата ќе го донесе законот сигурно пред локалните избори. Ако бидеме подготвени со венецијански комисии, се ќе го донесеме и на парламент законот. И само следете не, ќе видите како ќе растат гласовите на македонците, на албанците, на турците и на србите во нова владеачка коалиција, заради тоа што сум убеден дека народот сака решавање на проблемите. Никој не губи ништо. Согласно европските конвенции, секој има право на еднаквост во ова наше општество и јас на многу транспарентен и срекно ориентирачки начин ги презентирам работите, заради тоа што сите имаме право на еднаков живот, сите имаме право ова наша Македонија да чувствуваме како своја и во правата и обврските. Законот за јазиците, рече Заев, веќе се подготвува во Министерството за правда и многу брзо се очекува да биде доставен до владата, од каде потоа ќе се процесуира до Венецијанската комисија и парламентот. Премиерот Зоран Заев, вице-премиерот Кочо Андјушев и министерот за земјоделство Љупчо Николовски денес имаат деловен појадок со представници на македонските компании и членки на Сојузот на стопански комори.
Бизнисмените пред премиерот и неговиот економски тим представија пакет од 75 мерки, од кои што очекуваат подобрување на инвестицијската клима и деловното обкружување во земјава. Како прво, реформирање на инспекцијските служби во Република Македонија, како второ, консултирање на засегнатите страни, односно на деловната заедница, во однесењето и измените на законските решенија, како би се постигнало квалитетно имплементирање на легислативата. И како трето и последно, и мислам дека можеби најважно, сузбивање на сивата економија во Република Македонија и конечно практична примена на Законот за забрана за вршење на нерегистрирана дејност. Справување со сивата економија, изедначување на домашните и странски инвеститори, но и промена во инспекцијската работа. Ова се дел од работите кои што ЗАЕВ ги вети на бизнисмените. Еднаквоста мора да биде рамноправно третирана во сите сегменти на општественото делување. Јас верувам да од оваа комплетна лепеза на мерки, која што Сојузот на стопански комори посветено работел како практично паталци, кои што ги знаат состојбите во нашето стопанство, ние како влада можеме многу што да научиме. Првата инспекција да биде предупредувачка. Значи, кога ќе се фати одреден прекршок или дело направено во сметководствената евиденција во практичното работење на приватните фирми или на било кои стопански субјекти, ќе има предупредување за веднаш да се отстране самата грешка и веднаш да се плата девачките кон државата. Ако тоа се повтори, казната ќе биде огромна. Вице-премиерот Анѓушев рече дека економската политика кој тие ја промовираат се темели на искуствата на бизнис заедницата. Визер не големата нискобуџетна авиокомпанија во Централна и Источна Европа денес најави дека патниците повеќе нема да плаќаат дополнителен надомест за голем или мал рачен багаж во кабината на авионот носител летови на Визер, почнувајќи од 29 октомври 2017 година. Патниците ќе имаат право да донесат еден дел од рачниот багаж кој ги исполнува димензиите од 55 по 40 по 23 сантиметри. Оваа торба е вклучена во цената на билетот. Ова представува зголемување од 50% во однос на претходната големина на бесплатниот додаток на багаж. Клиентите кои патуваат на или по 29 октомври годинава, кои веќе купиле рачен багаж директно преку каналите на Визер, ќе бидат надоместени со 120% од платената цена префрлени на нивните Визер сметки. Утре штрајк на грчките туристички работници. Грчката федерација на вработени во угостителство и туризам соопшти дека вработените во овие дејности утре ќе одржат 24-часовен штрајк со цел да извршат притисок за подобри работни услови. Вестите од светот. Тањук јавува дека денеска во Подгорица почнува судењето на обвинетите за обид на тероризам на денот на парламентарните избори во Црна Гора на 16 октомври минатата година, а Врховниот суд овозможи директен телевизиски пренос на оваа постапка. Кабинетот на председателката на Врховниот суд Весна Меденица соопшти дека ќе се обезбеди јавност на постапката против обвинетите заради кривичниот дел создавање криминална организација и кривично дело тероризам во обид. Ваквата одлука председателката на Врховниот суд на Црна Гора ја донела ценејќи неопходноста главните претреси во овој предмет да бидат следени со аудиовизуелно снимање во текот на целата постапка, а имајќи предвид дека кривично правниот случај се однесува на настан за кој се води постапка против повеќе луѓе со цел заштита на најважните општествени вредности и тоа уставното уредување и безбедноста на Црна Гора и добрата, заштитени со меѓународното право, а кои го покренаа на високиот степен на интерес на јавноста. Ова судење ќе трае на 20 и на 21 јули. Председателот на САД Доналд Трамп го именува Џон Хацман за амбасадор на Русија. 57-годишниот републиканец Хацман, поранешен гувернер на Јута, а од 2009 до 2011 година во време на мандатот на Барак Обама беше амбасадор во Кина. Тој во 1992 година на 32 годишна возраст беше амбасадор на САД во Сингапур, со што стана најмладиот дипломат во последните 100 години. Хацман соработувал со администрацијата на 5 американски председатели, а во 2012 година беше кандидат за председателска номинација на републиканците. Тој е женет и е татко на 7 деца.
Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб североисточен ветер. Дневната највисока температура на воздухот ќе се движи во интервалот од 26 до 33 степен, ува индексот со вредност 8. Следува период на стабилно време со постојан пораст на дневната температура, која во деновите од викендот на повеќе места ќе надмине 35 степени. Ува индексот во наредните денови повторно ќе има многу високи вредности и ќе изнесува 9. Ова информација го означува крајот на овие вести. Јас ви благодарам на вниманието и останете и понатаму со програмата. На кај ден. Пријатно.